Националното здружение Храбро срце бара пациентите со механичка подршка на срце да бидат ослободени од плаќање партиципација за здравствени услуги. Се работи за 15 на такви пациенти во земјава, што нема да представува големо оптеретување на буџетот. Од здруженијето велат ветување од владата дека ќе бидат ослободени од партиципација добиле уште пред година и половина, но се уште немаат никаква информација дека тоа ќе се случи во скоро време, иако било ветено дека ќе се имплементира од 1 јануари годинава. Трошоците се преголеми дури и за оние кои што се добро ситуирани, а во нашето здружение најчесто, односно не најчесто, него ниту еден не е така добро ситуиран да може да ги поднесе тие трошоци. Не сме многу пациенти, на ниво на држава сме 15-16 пациенти. Години наназад се движи таа бројка согласно морталитетот и новооперираните, бидејќи се работи за една поспецифична болест, која што во нашата држава и е нова. Тие операции, тие зафати се неколку години се прават. На ниво на држава станува збор за 15 до 16 пациенти, плюс минус 1-2. Не е голем трошок за буџетот на државата, односно не е нити забележителен, бидејќи нашите прегледи не се толку чести. Пациентите бараат и да добијат посебна шифра за болеста, за разлика од останатите држави. Кај нас овие пациенти со таква ретка дијагноза не добиваат соодветен третман од државата. Немаме нити посебна шифра на болест вметната во нашиот здравствен систем. Па секое едно наше барање што би го барале се поистоветува со барањата на луѓе кои што имаат неозначна срцева слабост. Секој трет-четврти човек во држава има некој проблем со срцето, а не е толку специфичен. Споредбено со сите други земји каде што уживаат многу поголеми права, кај нас може да се каже дека ние сме поистоветени со секој обичен граѓанин. Значи немаме некои посебни права. Дури при обавување на секојдневните потреби ние не сме привилегирани па да ни се пушти простор да може побрзо да завршиме работа, иако сме постојано зависни од батерии, од електрична енергија. Нашите батерии не траат бесконечно, траат да кажам 15-16 часа и сега ако одиме во друг град, тоа значи дека секоја минута нас ни е важна за да може да се вратиме дома, да се поставиме на електрична енергија, да ги наполниме батериите. Неколкуте направени трансплантации на срце во земјава влеваат надеж на пациентите кои чекаат шанса за нов живот, но клучно е подигнувањето на свеста за органодарителство, за што здруженијето спроведува и силна кампања.